Апокалиптични сцени утрово може да се забележат низ улиците на главниот град. Скопје веќе денови наназад котира високо на листата на најзагадени градови во светот, а денеска се најде во непопуларното друштво на првите 5 на светската листа, а на европската се искачи дури на второто. Ова не е магла, туку ова е реалноста која што ја дишаме. Загадувањето го оттежнува секојдневието на скопјани. Апелираат до надлежните да не се амнестираат од одговорност, туку да преземат мерки веднаш. Сабајле бев на водно со точак, не се гледаше ништо надоле. Како што е, да речам, во Осло, во Норвешка, со дупчиња, овај грејење има на асфалтот, би сакал и кај нас у Македонија нешто такво да се случи. Смета и на здравје, и на очи, на се смета, на грло, на се смета. Поготово ние постарите, како што сме поосетливи, ептен е тешко. На цело Скопје му смета загадениот возок. А кој треба да го реши тоа, се знае кој треба да го реши. Проблемот не е од сега, на него алармираат со години, велат од еко здруженијата. Уморни сме од повторување на последиците од алармантното аерозагадување, бидејќи ништо не се менува. Сето време збориме, треба ова да се направи, нема никакво поместување и почнување со правење на нештата. Па да почнеме еве од едни обични филтри за индивидуалните домаќинства. Можеби ќе успееме да докажеме дека или загадуваат или не загадуваат толку колку што мислиме. Да почнеме со контрола многу поредовна и вонредна контрола инспекцијска на индустријските објекти. Да се проверат А и Б интегрираните дозволи на големите загадувачи. Да се работи на обезбедување на еколошки налепници за возилата и да во вакви периоди се оневозможи движење на оние возила кои што повеќе загадуваат. Надлежните се правдаат дека не седат со скрстени раце. Уверуваат дека постојано се во инспекцијски надзори, но досега немаат изречено ниту една казна. Кога има мали отстапувања, секогаш одиме едукативно за да го решиме проблемот. Не е работа да пишеме казни и да ги затвориме субјектите. Секоја дека што има големо пречекорување и надминување, секако дека ќе добијат казна. Како инспекторат општо е познат за да ги има недостаток на инспектори, но секогаш овој период, затоа што знаеме дека секоја година се повторува аерозагадувањето, овој период сме фокусирани на вонредни надзор на интегрирани дозволи и секако дека го постигнуваме согласно нашите законски можности и нашите капацитети го постигнуваме акцијскиот план за кој сме задолжени. Министерството за животна средина и просторно планирање вчера излезе со мерки поради зголеменото аерозагадување, меѓу кои ослободување од работа за бремени жени, лица над 60 години и хронично болни, како и реорганизација на работното време и ограничување на работата на отворено од 11 до 17 часот. И покрај воведените мерки за загадувањето останува да лебди прашањето дали властите конечно ќе се покренат за донесување на мерки за долгоречен период.